Ако за нешто не се дискутира во нашата земја, тоа се природните убавини и вкусовите, барем така велат сите оние кои што доаѓаат во државата, ние веќе тоа си го знаеме, но ќе можеме уште еднаш да се потсетиме, да речеме што се има оваа наша убава Македонија, посебно југот, во деновите кои што следуваат. Првото издание на фестивалот Вкуси го југот започнува в петок на 15 септември, трае до 17, 3 дена фестивалско уживање во кое што ќе настапат повеќе од 30 музички звезди, а меѓу другото повеќе од 50 различни изложувачи, производители на храна, пијалаци и различни автентични деликатеси ќе го представуваат најдоброто од југот. На оваа тема разговараме со делот организацијскиот тим портпаролот Столе Мицов. Добро утро, Столе, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдовме. Овие фотографии кои што малку дзирнаа на почетокот на разговорот, всушност ни кажуваат што се ќе може да слушнат сите оние кои што ќе дојдат во Гевгелија, но јас само ќе кажам дека 3 дена некако многу убаво ги спакувавте. Така. Да, се погриживме да имаме убава програма за овој фестивал, Taste the South или Вкуси го југот. Еви Гевгелија како една општина која што го виде примерот на главниот град на Скопје и на Охрид, и тие посакаат да имаат еден фестивал каде што ќе ги изложат нивните производи. Имаме повеќе сегменти на овој фестивал, ќе имаме сегмент каде што ќе имаме повеќе изложувачи, ќе има 20 чатори каде што повеќе од 50 изложувачи ќе ги прикажат своите производи. Ќе имаме вино, ракија, храна која што е позната за овој дел од Македонија, сладко од смокви, не знам, калинки, локални некои овде производители, фирми кои што произведуваат храна. Исто така, секој фестивал не може да пројде без главниот дел на фестивалите, тоа е музичкиот дел. Ќе имаме повеќе од 30 изведувачи. Исто така, не заборавивме ни на децата. Ќе имаме богата програма за децата, ќе имаме баскери, ќе имаме дечињата од Калинка, детскиот фестивал од Гевгелија ќе учествуваат на фестивалот. Ќе имаме хумористичен дел, стендап дел, каде што нивниот локален херој, како да го кажам, Дијан Малзарков, кој што диверзија ќе настапува секој ден со негово хумористично шоу. Исто така фестивалот ќе го води познатиот Сашко Коцев. И сега да се потсетам на сите изведувачи, пошто ги има многу, да не заборавам некој. Фестивалот почнува во петок на 15. Фестивалот ќе ни го отворат ансамбл Бојмија, потоа ќе настапи Анета Ристова Василева, па ова исто новитет, имаме гости од Шпанија кои што исто ќе настапуваат секој ден. Тоа е бендот Инфузиона 2 кои што свират традиционална шпанска музика, меѓутоа користат модерни ритмови, вметнуваат модерни ритмови во тоа. Нашиот познат бенд Баклава, потоа ќе настапи Дејан со неговиот стендап, па Миле Кузмановски, кралот на народната музика. Потоа тука ќе бидат и Драган Спасов Даци и Александар Митевски. И на крајот вечерта ќе затвори Игор Джамбазов и Гуру Харе бендот, миленикот на тој јужниот крај. Како што знаеме, тој има нели песна Стојакова блуз, тоа е еден од неговите омилени делови од Македонија. Наредниот ден во сабота на 16 ќе ни настапат Фонија, Ристо Стојанов и бендот, Инфузиона 2 пак е, како што кажав, тие ќе настапуваат секој ден. Потоа миленикот на младата публика Пајак ќе биде таму. Пак имаме стендап. Next Time ќе продолжат, Кукулеле и ДНК ќе затворат втората вечер од фестивалот. Исто новитет за нашите фестивали е дека ќе имаме изложба и на олтајмери. Ќе имаме неколку клубови од Македонија и еден клуб од Србија кои што ќе бидат учесници, ќе има дефиле на олтајмери низ градот. Потоа ќе можеме да ги слушнеме учениците на школата за гитара, па учениците за школата за тапан и моки од Гевгелија, Европортофест, Мистик Денс клуб, ќе ни настапат и Баскерфест, уличните изведувачи, Калинка, дечките од Калинка, детскиот фестивал, потоа културно-уметничко друштво Негорци од Негорци, културно-уметничко друштво Браќа Толевски од Прадејци, па потоа ќе продолжиме со Моки Марија и Крдже, Инфузиона 2, Брас Брадърс, Диверзија стендап уште еднашка, Супер Хикс и Ареа кои што ќе ни го затворат фестивалот.
Па како очекувате да дојдеме на работа следниот ден покрај ваква програма, Так. не се оди дома. Па и не се оди дома и ќе биде одлично, да. Гевгелија за мене представува еден од најубавите делови од Македонија, најтоплите, таму ги има најтоплите луѓе, најдрагите луѓе. Секогаш кога сум бил таму сум си проаѓал прекрасно. Сите што ги носи пат за Гевгелија ги покануваме да дојдат на фестивалот и да уживаат и во храната, и во музиката, и во се што носи. Сакам да ја споменеме храната, бидејќи за музиката надолго и широко кажавме. Колку беше тешко да се соберат сите производители во јужниот дел на Македонија на едно место со најдоброто од тоа што тие го произведуваат? Па, баш напротив, многу е лесно. Да? Многу е лесно, постои многу голем интерес и секој ден ни се надополнува листата на учесници. Исто така ќе имаме и учесници со нивни ракотворби, уметнички дела. Нема да биде само храна, туку ќе го имаме и тој дел од фестивалот. Кој е вашиот умилен вкус од југот што чекате прво да пробате? Сладко од смокви. Сладко од смокви ми е омиленото благо. Сладко од смокви и со таа доза на шеќер може да се помине цел фестивал во едно. Со едно тегличе може да е 3 дена. Цел фестивал, да. Така. Да не забораваме за локацијата. Локацијата на фестивалот ќе биде на спортскиот терен на училиштето Владо Кандарџиев, кој што е доста широк простор, каде што ќе може да се постават сите тие шатори за изведувачи, за храната, за виното, за ракијата и ќе имаме голема музичка сцена. Првото издание го чекаме, се надевам дека ќе биде традиционално. Гевгелија е генерално место кое што е попатен транзитен туризам за сите оние кои што минуваат, па се надевам дека од година во година ќе го правиме можеби и малку порано, за да ги фатиме сите туристи кои што минуваат низ овој регион и да ги задржиме барем ден-два во Македонија. Тоа е супер идеја, меѓутоа знаеме дека тоа е најтоплиот крај од Македонија и дека сега ќе биде прекрасно. 34 степени, еве го. Да, моментално е топло и ќе биде преубаво. Ги покануваме сите. Кажавме дека Сашко Коцев ќе биде водител на настанот и да се заблагодариме на општина Гевгелија, која е главен покровител на настанот и да ги поздравиме Крафт продукција кои што се главни организатори. Јас искрено се надевам дека ќе ги поттикнеме и домашните производители и во овие тешки кризни времиња да останат на тоа што го сакаат, а тоа е производството на домашни производи, бидејќи некако и се помалку го имаме. Така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Ние се гледаме на 15 во Гевгелија. Да, се гледаме на 15 и да искористам оваа прилика да ги потсетам сите дека следниот викенд од 21 до 23 ни следува уште еден фестивал. Ова е веќе традиционален, по 12 пат или Пиволенд, неофицијалниот празник на градот Скопје, фестивал на сите гурмани кои што сакаат убава храна и сакаат убаво пиво. Ги поканувам исто да дојдат во пред Борис Трајковски, спортскиот центар, каде што оваа година таму ќе се одржи фестивалот. Ние секако пред фестивалот ќе имаме и директно линковско вклучување од таму традиционално, впрочем. Благодарам за овој разговор.